нашите барања во првите 100 денови од новата влада, првите 100 денови поради тоа што ние повеќе немаме време за чекање, поради тоа што се повеќе и повеќе наши колешки и колеги заминуваат од државата, се да се зголемат платите, особено да се зголеми минималната плата веднаш на најмалку 450 евра, поради тоа што секаде во регионот истата изнесува толку, правото на храна и на превоз треба да биде подеднакво важно за работниците во Македонија како што е важно за функционерите. Би пратил овдека еден апел до новата влада да не ја прави истата грешка што ја правеа сите претходни влади, да фаворизираат одредени синдикати, бидејќи на тој начин им прават лоша услуга на тој синдикат што ќе го избере, а верувајте, дупло поголема штета си прави на самата себе. Да знаат дека ради нив секој час ни гине некој на работното место. Да знаат дека младите не може да се одлучат за семејство со тие договори на определено време и договори на дело. Да знаат дека ни го украдоа правото на пауза на дневен, неделен и месечен одмор. Да знаат дека не се живее со 22.500. Па сакам да им порачам, но ние сега што ќе седнат. Прво и основно, да не им текне да го пипнат општиот колективен договор за вработените во јавниот сектор. Пошто таму пишува дека конечно и ние, и управа, и правосудство, и здравство, и култура, и полиција, и војска, и комуналци, сите ќе добиеме просечна плата, а не минимална плата како сега, што не доведоа на просечки стап. Да не им текне да ги пипкаат правата на работниците, дали е во приватен сектор, дали е во јавен сектор. Ние работниците сакаме да порачаме дека после 8 мај, кој и да дојде во оваа зграда позади нас, треба сите оние барања кои што ние ги имаме како синдикат во првите 100 дена да ги оствари.